една изрека која е позната, се повторува и вела дека сите луѓе се еднакви, но некои се поеднакви од другите. Инаку тоа е ова изрека е парафразирана, бидејќи оригиналната дека сите животни се еднакви, а некои се поеднакви од другите, и е кажена од Орвел во Животинска фарма, новелата Животинска фарма. Но бидејќи тоа е алегорија, бидејќи таа фарма животинска всушност го отсликува општеството, човечкото општество, затоа може да кажеме дека тој мислел на луѓето. Сите луѓе се еднакви, некои се поеднакви од другите. А пак има една друга парафраза која кажува дека сите луѓе живеат во несигурност, но некои живеат во поголема несигурност од другите. Сите живеат во несигурност и така кажува овој текст што го прочитавме, не знам дали го има малку подолу, да, еве. Вели дека никој не знае што ќе стане утре, 14 стих. Кој знае што ќе стане утре? Никој. Никој не знае дали ќе се разбуди утре. И во тој поглед на известноста е подеднаква за сите. Но во различни области некои се во поголема несигурност, од други некои пак се такава, може да кажеме, некаква релативна сигурност. Например, на крајот на овој месец ќе почнат уписите на факултет. И некои се поспокојни, посигурни. Знаат дека имат толку високи просеци, кај да конкурират, ќе влезат. Тие се сигурни. Имат некаква сигурност, додека други така понесигурни. Некои пак кои се решиле да одат веќе на некои факултети, каде што има повеќе места отколку кандидати, и со така имат некаква сигурност. Некои завршуваат па и ги чека работа. Некои завршуваат со голема несигурност, зашто не знаат, мала е веројатност дека ќе го работат она што го учат, или има несигурност дека воопшто ќе најдат некаква работа, имајќи во предвид кризата и колку луѓе остануваат сега во моментот без работа. Некои пак се така со некој поголема сигурност дека ќе можат да најдат работа. Или имаат некои добри врски, или имаат некои роднини кои имаат фирми, ќе ги вработат, така да живеат во некаква сигурност. Оние па што работат, не знаат дали утре нема да ги викнат на разговор и да им кажат дека веќе нема да работат. Или пак ќе им кажат дека некакво ново работно место ќе имат. Така да и тие што работат, може се во некаква... Некои се во релативна сигурност. Например, факт е дека државната администрација нуди поголема сигурност на работните места, иако и таму се вели дека ќе има кратење, додека оние што се во приватниот сектор се понесигурни. Сега во овој момент многу предпријатија приватни ги исцрпуваат последните залихи, ги бројат последните пари на сметките и планираат затварање, а тоа значи ослободување од работа на многу луѓе. Така да, многу луѓе што сега во моментот работат, не се сигурно дали утре ќе одат на работа и во тој поглед дали ќе имат примања. Така да, несигурноста, релативноста на таа сигурност е во различни области. Има и во семејниот живот некаква сигурност, несигурност. Луѓе на моја возраст, или како Тина и Бојан, или како Борјан и Ани, се во некаква релативна сигурност, зашто јас со Краси, јас имам така некоја сигурност дека Краси ќе продолжи да ме трпи уште многу години и ќе живееме заедно. И нашиот брачен статус ќе остане како што е сега, ако Бог не земе еден од нас или двајцата. Но оние што не се во брак, може да имат некаква релативна сигурност дека нема се смени подолго време таа состојба ако се на 13 години или 15 години. Така да за некои од нас како родители може да очекуваме дека во наредните години ќе живееме со нашите деца заедно. Некои што се во период или на возраст за мажење, женење, имат некој притисок, кој е тој или таа, или ако имат веќе некој во предвид, дали е вистинскиот тој или таа, или пак Бог сака ли воопшто да бидам, да имам пријател, или пак ако има некој, треба да почнеме врска, ќе ме сака или нема да ме сака. Така да има некоја неизвестност или несигурност во тој поглед.
Има финансиска несигурност, има особено здравствена сега во овој момент. Не знаеме дали ќе закачиме вирус или пак Бог ќе не поштеди и ако закачиме каква ќе биде разврската од сето тоа. За здравствената несигурност зборевме уште на првата средба. Следниот пат мислам да зборим малку за финансиската посебно, а ова општо ќе говориме за несигурноста, така за некои стабилни, ќе кажеме некои пак такви сигурни, стабилни вистини, кои би требало да зачуват нашата перспектива правилна, нашиот фокус правилен, бидејќи лесно во такви несигурни времења многу лесно може да испаднеме во страф и во паника, а веќе имаме луѓе од нашето духовно семејство кои се во таква состојба и кои дури нивниот живот е заплашен од паниката во која живеат, стравот, од смртта, од несигурноста. И навистина живееме во време во која неизвестноста е многу голема. Ова епидемија, ова криза донесе темнина. Ние сме вообичаено во темнина, живееме во нејаснотија за утрешниот ден, за иднината, но сега ова темнина некако е така погуста, уште неизвестноста е уште поголема. Се некој може да си каже, ама јас сум и прво млад и вирусот не ги оштетува многу, не ги повредува младите, имам добра работа, имам семејство, стабилно, така да мојата неизвестност и не е така голема. Вистината е дека никој не знае кога бура ќе дојде во неговиот живот. Тоа е она што текстот го вели. Никој не знае во кој момент ќе падне темнина и магла и нејаснотија. И најстабилните работни места, и најстабилните финансиски состојби, и најстабилната здравствена состојба може да се промени преку ноќ. Затоа, добро е сите да ги имаме во предвид овие вистини и да ги живееме, зашто се многу важни. И навистина, без тие вистини, нашиот живот може многу лесно да стане хаос, да стане многу кршлив, каква што е нашата душа, впрочем, многу кршлива и ранлива од гревот. И целиот живот може така да се распадне. Така, тоа се некои вистини кои ќе ги видиме, се многу стабилни, за кои треба да се држиме, посебно сега во ова време. Различни се неизвестностите, дали ќе живееме тука или на друго место, никој не знае што го чека во неговиот живот. Таму во нашето ново живеалиште, релативно ново живеалиште, кога одам некаде во општина, покажувам лични карти, во амбулантата горе, и ќе видат Струмица, место на раѓање, и видат кај ти си дошол овде од Струмица, во Скопска Црнагора, во Глуво. Викам, тоа е животот. Никој не знае кај ќе го однесе животот. Верувам дека и Катер пред 2-3 години воопшто не претпоставувал дека ќе живее во Скопје. И тоа во Стајковци. Така. Животот е неизвестен. Кои се тие вистини кои сакам да ги видиме? Прво, несигурноста е добра за нас. Не е толку лошо да живееме во несигурност. Зошто е добра несигурноста? Зашто несигурноста ќе не зачува, не држи настрана од онаа суетна измама, заблуда, дека ние си го контролираме животот, дека ние решаваме што ќе биде утре. А пак тоа не спасува, таа заблуда пак води кон грев, тоест несигурноста не спасува, не пази од тој грев. Гледате овде како завршува овој текст, што го прочитавме од Јаков. Слушате вие кои верите денес или утре, ќе одам таму, ќе останам толку, ќе тргувам, ќе спечелам и така натаму. На крајот вели, се фалите со својата гордост, секоја таква фалба е зла. Фалбата, ваквата фалба е гордост, а тоа е зло, а всушност вистинскиот збор е грев. Тоа е грев. Така да, несигурноста не чува од
гревот. Од овој грев. Дека ние контролираме она што може да се случи во иднината. Она што сум го... Зошто е грев? Зошто е грев? Имаше едно такво прашање, зошто е грев да велам утре ќе одам таму или ќе правам ова или ќе правам она. Грев е зашто ние ја узурпираме Божјата власт и улога. Само Бог е оној кој има иднината во своите раце. Ние ја немаме. И кога велиме ние ќе правиме тоа и тоа, тогаш се ставаме на местото на Бог. И ние стануваме богови. И реално сме практични атеисти. Што значи практичен атеисти? се појавуваат многу такви зборови, практична неписменост, практична вако, практично онакво. Например, дознавме последниве години дека Македонија, ние македонци сме нација на практично неписмена. Тоа е терминот. Практично неписмена. Тоа значи дека знаеме да читаме, пишуваме, ама практично сме неписмени, зашто нашите знаење не знаеме како да ги применуваме во животот. Има практичен атеизам кај верниците, тоа тие се декларираат дека веруваат во Бог, меѓутоа во нивниот секојдневен живот го нема тоа. Тоест, живеат како да нема Бог. Тоа живеат како да нема Божји заповеди, како да нема Божји правила и така, како да нема Библија. Зошто тие сами се си решаваат што ќе прават и сами решаваат како ќе живеат според своите желби и според своите стандарди. Да кажеш вака, да размислуваш на ваквиот начин, всушност практично значува дека ти живееш како да си Бог, нема Бог во твојот живот. Она што сум го разбрал во мојот живот е дека реалните луѓе, реалистичните луѓе се смирени луѓе. Луѓе кои осознаваат дека се зависни. Луѓе кои не се реалистични за себе си, за светот, тоа се луѓе обично кои летаат високо и имаат некои нереални мислени за самите себе си. Факт, реалноста е дека ние зависиме во се од Бог. Тоа е реалноста. Реалноста е дека ние сме слаби, никакви. Дека може еден вирус кој дури не го гледаме и кој ако остане овдека 2 минути, 3 ќе умре, го блокира човештвото. И тоа е вистината. За тоа колку сме слаби. Еден вирус кој може да биде заштитен, да предпазен со едно крпче на лицето, и тоа е спасот за човештвото, едно крпче на лицето, е толку уништожителен, што го стави во паника целото човештво. Многу пати, кога сум бил со наши браќа, сестри, пријатели од побогати земји, ми поставале прашање: добро сега, ти што планираш за твоите следни 15 години? Како се гледаш, кај се гледаш после 15 години? И кога ќе им постават такво прашање, не знам што да им одговорам. Им велам: сега, јас може да си кажам некои мои желби, ама јас не можам за една година да планирам. Толку е неизвестно кај нас. Кај нив, тие луѓе кои ме прашуваат така, работат, служат во цркви, кои се дел од сојузи со околу 1000 цркви се во тие сојузи. Има едно тело кое надгледува и обично 1/4 од тие цркви се без пастор, постојано имаат потреба од нови пастори. Ако некаде некому некаде му здоде да служи, оди кај тоа тело и вели: најдете ми нова црква, ти му нудат список од 10 цркви и му велат: ти избери која е, оди посети, која ќе ти допадне, обезбедена плата, пензиско и се. И тој планира за наредните 15 години. И кога јас ќе му кажам дека само Бог знае што ќе биде со мене после 15 години, сметат дека таквото размислување не е одговорно. Ама тоа е вистината, дека таа неизвестност не ми дава некакви да планираме како, нели овде кај што кажува Јаков. Не е зло да планираме, ако можеме да планираме, ако имаме некакви реални услови да планираме. Меѓутоа, зло е кое кажеме: вака ќе биде и ова ќе направам. Не. Вистинското размислување, онаа кое
до која не води на сигурноста е ако Бог сака, ќе одам таму, ако Бог сака ќе тргувам, ако Бог сака ќе спечалам, ако Бог сака ќе се вратам повторно назад. Тоа е вистината. Ако Бог сака, ќе биде тоа. Така, несигурноста во животот ни покажува колку ние сме зависни од Бог, колку сме слаби и несигурноста ја гради нашата вера. Несигурноста прави повеќе да веруваме во Бог. Повеќе да се надеваме на Него. Сигурноста не прави независни и горделиви на крајот на краиштата. Така да не е лошо тоа што Бог го направил во овој живот да бидеме така несигурни во многу области. Второто нешто е дека во тие области во кои сме несигурни, Бог се грижи. Бог се грижи за нашата несигурност. Не знаеме утре што ќе биде, дали ќе се разбудиме, Бог се грижи за тоа. Не знаеме кај ќе живееме утре. Бог веќе знае кај ќе живееме утре. Не знаеме кај ќе работиме утре. Бог знае и се грижи за тоа. Има еден проблем во нашата представа за Бог. Тој е како некој вселенски сообраќаец и неговата грижа е за големи вселенски работи. Оваа вселена да се држи во контрола, да не се судрат планетите, да се движи во орбитата, за да не пропадне светот. А моите проблеми, за тоа со кој ќе се мажам, женам или дали ќе ми избркат од работа, или дали утре ќе сум здрав, тие се ситници, тие не се во Божиот фокус, тие се беззначени работи. Библијата говори за тоа дека Бог е вклучен и во најбаналните ситници во животот. И во најмалите работи. И Христос во неговите метафори вели дури и врапчето. Едно врапче кое вреди само, тоест две врапчиња кои вредат 1 денар или едно врапче вреди пола денар. Гледате ли, уште во тоа време имало денари? Не е денар, денариус, да. Така да едно врапче вреди помалку од денар или 50 дени. Тоа беше, така е, пола денар, 50 дени. Дури и за тоа Бог има грижа, за едно врапче. Знаете ли колку многу врапчини има во моментот? Дојдете кај нас, сабајле у 5 сат кога се разденува, дрвјата стануваат црни од врапчиња, потемнуваат. И кога ќе почнат да се карат, не знам што прават, таква галама креват и се велам за секој едно од тие врапчиња Бог се грижи. А пак ако се грижи за нив, продолжува Христос, а пак знаете ли за нас колку се грижи? Што дури влакната на главата ги знае до едно. До едно ги знае влакната на главата. Сега, за некој не е тешко да знаеш колку има на главата, но тоа не значи дека Бог не се грижи за нив. До таму оди Божјата грижа. Кој од нас се грижи дали едно влакно му паднало од глава? Кој од нас преку дента се загрижал бидејќи едно влакно му паднало? Тоа е банално. На перницата секој утро има по неколку повеќе. Кај некој повеќе, некој помалку. Идејата е дека Бог се грижи за работи кои дури ние ни на ум не се ги ставаме. Бог ја има грижата за сите тие работи. Бог се грижи за најмалите ситници во нашиот живот. Се она што нас не вознемирува, се она што не ни дава да спиеме навечер, е во Божјата глава. И Бог се грижи за тоа. Ние многу пати велиме ситниците се беззначени. Не, напротив, оние големите работи се држат на ситниците уствари. Знаете она приказната со загубеното кралство заради еден клин? Не. Кралот го однес конјот кај ковачот да го поткова, зашто оди во војна. И ковачот го потковал, меѓутоа за една потковица му недостасвал еден клин. И се рекол, еден клин, голема работа. И го пуштил. И тој еден клин направил во битката конјот да ја загуби потковицата. И кога ја загубил потковицата, стапил на остар камен и паднал. Кога паднал кралот. Кога паднал кралот бил убиен, битката била загубена и целото кралство пропаднало.
заради еден клин. Бог се грижи за ситниците. Много неща, много ситници го държат нашиот живот, кои ние не ги забележуваме, Бог се грижи за нив. Ги има пред себе, на својот поглед. Така да, кога има некој работа за кој ќе си кажеме, абе тоа е толку беззначено сега да го кажам пред Бог, не, треба да го кажеме. Господи, оваа ме плаши. Ситница е, ама ме плаши. Господи, ти имаш грижата. Третото нешто е секогаш, постојано треба да живееме со некои многу стабилни библиски ветувања кои ни ги дава. Например, пишува во Библијата дека во евреите дека Бог никогаш нема да ме не напушти, нема да не остави. Што значи тоа никогаш? Луѓето знаат да не напуштат и да не остават во некои ситуации. Луѓето никогаш нема да не напуштат кога сме богати, силни и здрави. Но кога се менува нашата ситуација, како што доаѓа несигурноста во нашиот живот, а луѓето не сакат несигурност, почнуваат да бегат и одат таму каде што е сигурно. Бог останува секогаш со нас, дури и тогаш кога почнуваат проблемите. И всушност тогаш Бог е најмногу присутен во нашиот живот. И кога носиме товари многу пати, треба да знаеме дека ние носиме само делче од тие товари, зашто Бог ги носи товарите во нашиот живот, во многу поголема мера. Никогаш нема да не остави. А ова е уште попознат, верувам сите сте го чули, се содейства за доброто на оние кои го љубат Бог и се повикани по неговата волја. Се. Буквално се. И оние најтемни, мрачни мигови во животот судействуваат, работат за нашето конечно, ултимативно добро. И кога кажува се, секоја ситуација, јас сум убеден дека дури и оние неволи кои се предизвикани од нашата глуповост, на крајот Бог може да ги сврти за наше добро. Дури и таквите ситуации. Ако сме искрени пред Бог дека сме биле глупави, неразумни, арогантни, горделиви, и таквите ситуации Бог ги свртува за наше добро. Сеќавате Јосиф беше предаден од неговите браќа. Му завидуваа зашто имаше откровение од Бог, сака да се ослободат од него, го продадоа како роб. Помина затвори, на крајот заврши во Египет и стана министер за економија или за финансии. Стана вториот човек после фараонот. Сето египетско богатство, сите ризници беа во неговите раце. Дојде глад и неговите браќа разбра дека во Египет има храна и отидоа да барат од ММФ кредит, да барат на заем храна. И отидоа кај Јосиф, не го препознаа. И Јосиф ги препозна и им даде. И тоаш кога се откри кој е тој, тие се уплашија. Јосиф им рече, вие мислевте зло да направите, ама Бог направи добро. Ако мене не ме продадовте овдека, немаше да има храна, ќе изгинеше Божиот народ. Бог го спаси преку мене Божиот народ. Тоа е Бог се, дури човечката и нашата глупост, која е направена од себечност, со зли намери, Бог на крајот може да ја сврти за добро. Ако навистина, ако го любиме Бог, ако осознаваме што сме направиле. Понатаму вели, само јас ги знам за мислите што сум ги замислил за вас. Бог е суверен Господар. Бог има мисли за нас, има планови за нас. А сите тие се за добро, а не за зло. И сите тие се за да ни дадат надеж и иднина. Ние си правиме планови. Властите прават планови. И Бог прави планови. Само Божите планови се реализираат. Нема Божи план краткорочен, долгорочен. Сите негови планови се долгорочни. Тоа се вечни, бескрајни. Сите негови планови се реализираат зашто тој решава што ќе биде. А она пак што е најдобро е што сите тие планови се за добро. Нема план за зло. И сите тие планови ни дават надеж и ни дават добра иднина.
Има ли уште? Уште едно. Да. Ова не е добро преведено. Буквалниот превод е дури и лав може да огладне и да ослаби. Нема врска со богати. А оние што го побараа Господ нема да бидат лишени од никакви добра. Тоа не значи дека секогаш ќе имаме се што сакаме. Многу пати ќе немаме се што сакаме, но секогаш ќе го имаме она што ни треба. Она што Бог мисли дека треба да го имаме, а тоа е најдоброто. Четврто нешто е во време на темнина, на магла, на неизвестност, кога не знаеме што ќе донесе утрешниот ден, кога не притискаат многу неизвестности кои го застрашуваат нашиот живот, многу подобра опција да се молиме, отколку да испаднеме во страв, во паника, а тоа пак ќе доведе на крајот до апатија, до депресија, до седење, кукање и не правење ништо. И самиот Христос во текстот што го прочитавме, вели понатаму, кој со своите грижи ќе придонесе барем малку да се реши проблемот, т.е. ќе придонесе малку за неговиот раст. Дури ни толку, вели, нема да придонесе воопшто. Напротив, грижи само ќе го парализират, стравот ќе го уништи. Зато многу подобрата опција е да се молиме. Зато за ништо не грешете се, туку се преку молитва и молба, со благодарност, изнесувајте ги пред Бог своите барања и мирот Божи, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Се представете пред Бог, а неговиот мир ќе дојде и ќе ве зачува од паниката. Ќе ве зачува од стравот, ќе ве зачува од онаа состојба во која веќе ништо не ви се прави. Чекате да дојде последниот миг и да си отидете одовде. Тоа е она лошата состојба. Стануваш наутро и чекаш да умреш. И ништо не ти се прави. Во таквите ситуации, кога се молиме, надевај се на Господово срце, не се подпира врз твојот разум, по сите твои патишта размислувај за него и тој ќе ти ги покаже патеките. Тоест, во таквата ситуација, вели, во маглата Бог ќе ти покаже пат, ќе ти даде излез, ќе ти даде насока што да правиш. Зашто во секоја ситуација ние треба да правиме нешто. Идејата овдека не е само да се молиш. Да седиш, да се молиш. Да се молиш и Бог ќе те насочи, ќе ти покаже. Тоа значи дека во секоја ситуација, дури тогаш кога не знаеме што ќе се случува утре, има нешто што со сигурност знаеме дека треба да ги правиме денес или не треба да ги правиме денес. Ако дојде гладот или немањето, ние знаеме дека не треба сега да отидеме да ограбиме банка или да излажеме луѓе или да ограбиме. Тоа го знаеме. Има јасни работи кои во секоја ситуација се аксиома, се закон. И во секоја ситуација важат. Ако не можеме да најдеме работа, па можеме да бараме начини, тоест да се усовршуваме. Подобра опција е да се усовршуваме кога немам некаква можност во моментот за работа, отколку да седам пред компјутер во никаква активност. Подобро е да правам нешто, отколку да не правам ништо. Ако се молиме, Бог ќе ни даде насока, ќе ни покаже. Или пак, ако можеме некој да го кажеме најјасно тоа, како принцип, секогаш ние треба да го живееме денот во еден ден, во еден ден. Ние можеме еден ден да го изживееме во еден ден. Ние не можеме во еден ден да изживееме повеќе денови. Ние не можеме денес да го изживееме и утрешниот ден, и задутрешниот ден, и позадутрешниот ден. Во еден ден ние може да живееме само еден ден. Толку е нашиот капацитет. Тоа значи дека ние денес треба да го живееме денешниот ден. Она што било, било, она што ќе биде, а сега е она што е. Сега е она што е. Сега вистинското. Тоа поминало, нешто ќе дојде,
Ама сега реалност. И ние треба сега да ја живееме реалност. Тоа значи дека некои живеат со родители, сакат да живеат сами. Ами додека живеат со родители, треба да живеат со родители. И треба да живеат добро со родители. Да им помагат на родителите, да ги почитуват родителите, тоест да ги прават сите они работи што не се познати во Библијата дека треба да ги правиме. Може би утре нема да живееме со родители. Може би на друго место ќе живееме. Може би во сосема друга држава. Но денес треба да го правам она што Бог сака да го правам, оному каде што сум денес. Никој не знае дали ќе може, кај ќе учи, што ќе учи, но денес знае дека денес треба да се усовршува таму каде што е. Никој не знае утре кај ќе работи. Може би некој, може би бара се ја работа, сака да се тргне од она место или пак е неизвестно неговото работно место. Бог сака таму каде што си, каде што работиш, да работиш како за Господ и да даваш се онаму каде што си сега во моментот. Тоа е Божјата воља. Тоа го бара Бог од нас. И Бог во нашата верност, во малкото, во она малку известно што е, ни дава откровение за многу од неизвестното. Или како што пише во Библијата, оно што на малкото е верен, Бог ќе му даде или ќе го постави на многото. Оној што има малку ќе му се одземе и тоа што го има и ќе го даде на оно што има многу. Сите овие принципи се базирани на еден важен принцип. Верноста на она што сега го имаме. Она што сега го знаеме. Верноста како се однесуваме кон она што ни е познато сега во моментот. Така да, независно од неизвестноста во многу други области, не знаем утре дали ќе се разболиме. Но ако денес сум здрав, треба моето здраве да го користам за Божја слава. Како што Бог сака, на еден свет и праведен начин за доброто на луѓето. Има еден универзален принцип. Сака го ближниот како себе си. Секогаш е Божјата воля да им помагаме на другите. Сега сум здрав, сега нема што да работам. Ама сега сум здрав и Бог сега може би сака да им помогнам на оние што се болни. Може би некој има работа повеќе од колку што јас имам. Сега немам работа, а сум здрав. Ке му помогнам на оној кој не може да справи со неговата работа. Може би некој реновира покрив. Ке одам да му помогнам, зашто нема што да работам. Да. Идејата на Библијата е дека не треба да дозволиме неизвестноста, стравот, да не постават во состојба во која нема да правиме ништо, ќе тонеме се повеќе, ќе се парализираме и на крајот ќе загубиме и она што го имаме во моментот. И ќе останеме на вистина без ништо. Бог сака да се молиме, тој ќе ни ги најде патиштата и таму каде што работиме и се движиме, тој ќе не насочи. Тоа се тие некои вистини. Не знаеме утрешниот ден што ќе донесе, но живееме со надежта дека Бог ќе донесе добро утре. А живеејќи со таквата надеж, денес ние живееме за Божја слава и за доброто на другите. Тоа е Божјата воља. Знаеме која е Божјата воља секогаш. Секогаш Божјата воља е да живееме за Негова слава и да живееме за доброто на сите. И Бог да не чува во тие вистини, во овие вистини, во оваа неизвестност во која живееме, да не уништи, туку да ја победиме. А ние сме луѓето кои ги знаеме овие вистини и можеме да помогнеме во светот на луѓето кои се во страв во оваа неизвестност, како и тие да живеат вистински. Секогаш можеме да живееме еден полноцен живот, живот во полнота. И Господ да ни дава мудрост и сила за тоа.